Libra 5, strana A, na traženе Бога. Историја на Libra зелена, во све од Libre богове, она е Библија. Во овај Libra се збори за едного човека, што он имав некои проблеми, и Сајбија го поможеше као он имаше проблеми. Гледате слика, ка ќе чуете сињал. Прва слика. Наман нагледува куќа ке Елизеу. Елизеу беше еден хебрејски профет. Еден ден, еден човек, што викаше Нахман, отиде ке негова куќа. Он беше сирајански командир, а сирајански беа израелитски душмани. Наман беше еден паметен човек, имаше авторитет, ама беше болезен, од месни пропас. Он дојде во Израел, се ли беше чув за едного човека што бив и оздравував него. Ка стигна Наман ке куќа Елизеова, он им рече хизмечарим да му речет Наману да се окопеш 7 пута во река Јордан и Сајбија ќе го оздрави. Наман се нервозира. Елизеу не требало да го трајтира ваке и го разлути него човека потребен ка Намана. Ама Наман хизмечару му реко, напре ка што ти сум реков Елизеу. Сега гледате слика друга. Ка што му рекле Наману, отиде во река Јордан. Он се плувна во вода 1 пут, 2 пута, 3 пута, 4 пута. Ама ништо не би. Ка после Наман се плувна влезе за 5 пут, 6 пут, 7 пут и ка илезе по 7 пут, болест беше му се менетисав. Он беше многу хубаво и здрав. Наман се врати ке Елизеу да го благоса и му рече: сега знаем се ли Сајбија е само јена, Сајбија верна. Наман благоса Сајбија што оздраве и дече измечарче што му рече се ли Сајбија ќе го поможе. Сега гледате треша слика. Елизеу и Сајбиина војска. Сајбија му рече Елизеу, се ли Сајбиина војска, секога ќе дојде да ратуе. И ја ќе ти кажем, Елизеу јави и кажа израелиском цару, како да сиријански да не может да ги наптисат. Сиријанци цар ги рече својим војницим: идите и најдите кеде е Елизеу, и ваке ние можеме да фатиме ни. Елизеу негови измечари и лезоа надвор, и денетиса една голема војска и деечи за ке ни. Измечари викнаа: мајсторе, мајсторе, што да радиме? Елизеу ги одговори: немојте да имате страх. Они што се нас се подвише од тие што се они. После они видео се ли беа се срдицале од којни и од колице. Сајбина војска ги одбрани ни од сиријанска војска. Сега гледате слика 4. Елизеу и чорава војска. Елизеу која беше се наближила војска да офати, поче да ги се моли Сајби и да ги рече: Сајбио, ти се молим, удри ги несвесно и одинош војниците и не могу да ги видит. После Елизеу ги отиде близу ним и ги рече: да идете по него, да го онесете ке човека што ти сум кажале. Елизеу ги испрати во Сахмарија, рече помедујечи Сајбија и ги рече намолено: Сајбио, напреги очи нине да се отворит. Кога они отворија очи, видеа се ли бија во душмански град. Израелски цар сакаше да ги утепа, ама Елизеу му рече njemu: они имаат потреба да јадет и да пиет, остај ги да идет. Моје пријатели, Елизеова Сајбија ја погледна од нашего душманина. Ние немаме потреба да се раскривуваме
ако да имаме доверија ке Него. Сега ќе гледате слика 5. Тешко време во Самарија. Сиријанска војска текра дојде да ратуе со израелити. Они сардиса град, они бесе сардисале град Самарија за едно дрво време. Израелици за едно време имаа тежина во нин град. Видите ке слика. Израелици цар ходеше по пут и во невеши дојдоа две жени да му тражит јадене. Они беа толку гладне, што могуа да изедат и деца своје. Цар тоја час не знаеше што да работа. Он беше се разлютив, зашто Сајбија не беше ги испратила нji. Они измислија да го убиет Елизеуа, Сајбиен измечар. Покасно Елизеу ги им прати еден селам и ги им рече: слушајте Сајбио реч. Сутра на волку час на Самарија порте ќе дојде брашно и други ствари. Сега гледате слика 6. Четворица месни пропасници. На тие време 4 мужи седаа пред улаз од град Самарија. Сви четворица беа бовне од месни пропас. Они рекоа муѓу себе: а требе да седиме овде или да умреме? А че идеме во војска сиријанска? И кога сиријанци чуле на врева како некоја војска иде, остале све што имале и избегале. Месо пропасници рекоа муѓу себе: сега е време да знаме да јадеме, сели нема никој овде. Моји пријатели, Сајбија ни прати Језуса, за да не куртали од мрешка дурвека. Ова е еден муштолок, многу убав, и ваќе ми требеме да го одвеме со другите. Сега гледате слика 7. Јона избега од Сајбија. После од кога умре Елија, беше еден профет други, што име му беше Јона. Сајбија му реко нему: иди во град голем Миневес и ги им кажи: јас сум задоволен со ни. Народ од Нивес и они таке беа противници на израелити. Јона не сакаше да иде таму, кога Сајбија беше му реков, а она сакаше за да избега. Јона најде еден брод и тражише да избега што подалеку од град. И што поче за да брод да оди во море, една мечава голема се напреј, од грмеш се шибаше и све земна. Сега ќе гледате слика 8. Јона и риба голема. Веќе шибале, колику и возачи од брод се исплашиле. Они почеа да фрлаат ствари од брод, за да биде поледичко. И после возачи отидоа да тражит Јона и му рекоа: јас знам, се ли ти кабаетлија си? Моли се Сајби да не куртали, му рекоа. И Јона ги им реко: ме фрлите мене во море и мечава ќе опре. Овие е све за кабает мој. Јона ка разбрала се ли Сајбија беше га пуштила оваа мечава, зашто она избегала и од што Сајбија му реков njemu да прае. И ваке возачи од брод го фрлија него во море, али он не се удави. Гледате на слика, една риба голема го глитна Јона и он седа вонутра во риба за 3 дена и после 3 дена риба го извадила однутра на крајот море. Сега ќе гледате слика со број 9. Јона во Ниневе. Тога Сајбија му реко: Јона ме послуша мене
и да идеш во Нивене. Гим кажи луѓим тамо се ли што ти сум реков. И ваќе Јона го послуша Сајбија и отиде во Ниневе. Луѓи почеа да го слушаат тија што Јона гим кажуеше. И тога они гим рекоа Сајбии, се ли напреле пишман што прајле работе нехубаве, и Сајбија ги поклони ним и мује пријатели. Мие сви ка Јона и народ од Миневес, мие сви сме слушале Сајбија, сме прајле работе неубаве, пред очи незине, мие требе да се казнеме, али јопе Сајбија не воли нас. Она прати Језуса да ни каже нам да се вратиме ке ња. Језус умре за нас, он седав 3 дена во гроб, и таки ка што Јона седало во медра од риба, после Језус оживе од умрен. Мие да одвеме овој живот дур век, дадеме време другим за да не познаат Сајбија и да не разбереме за тамо. Сега ќе гледате слика со број 10. Естера и цар. Естера беше едно дече, младо, хебрејско, од Израел. Родители незине беше гим умреле, али она живеше со амиџа незиного, Модека. Естера и Модек беа зафатене со народ од Израел и беше избегале од Персија. Царот Персија беше еден човек многу јак и njemu му имаа сви стра. Еден пут царица го изнервира него и он помисли за да га замена со една жена друга. Он викна све деке за да дојдет во царство негов. Во све деке он одбра Естера, за да биде царица негова. Али Естера не кажа никому се ли она беше хебреј. Сега може да гледате слика со број 11. Модрек не сака да поштуе. Хаман беше еден човек потребан во Персија. Сви луѓи му се потморуваа да ставите рука на срце кога они проиđаше. Модрек реко, ја поштуем само Сајбија. Он не прима да поштуе Намана. И Наман му се разлюти со Модрека. Он планира да врати гарес Модреку. Еден ден он дојде ке цара и му реко, Јуде неće да поштует редој наше. Мие требе да ги убиеме њи. Кажи еден ден одбран што ќе биде за да убиете луѓе Сајбиине. Да ги знаем, реко Хаман. Модрек реко, иди ке цара и му речи за Амана. Иди ако да те шае цар, ќе може да не поможе нас. Али таки и ти. Може ти, Естера, не може да се куртелиш ако да те фати план Наманов. Он требе да се опре Естера, имаше стра. Он знаше се ли цар не може да се види со царица колику пута сака она да се види. Беше против закон ако некој човек се види со цара, ако не е викан. Ако он не е задоволен што она му дошла, он може да га казне со мртва казна. Сега може да гледате слика со број 12. Естера викна цара и на една вечера. Естера му се помоли, она уреди косме и облеку на најубав фрстан и после отиде ке мужа незиного цара. Цар Асукреос се почудив кога виде жена негова, Естера се види многу хубава, реко цар во себе. Али зашто сака да изгуби живот, зашто иде да ме види мене? Некажано, реков цар. И тога цар злвжи стап негов, за да каже се ли чека да збори со него. Бог мој, му реко Естера, со рука на срце, ја те сакам да те викнем тебе и Нахмана и да јадете вечера ке мене. Мие ќе бидеме задоволене што ќе дојдеме ги врати цар. Цар и Хаман се задоволија со вечера што ги направија Естера. И кога она праша негове за
текра да дојде Диопе, примале да дојдет на вечера. Кад дојде други пут, Естера му кажа цару за план што Хаман беше направив за да ги убие сви хебреи биле и на. Цар се нервира многу, извадив еден закон, нов, за да куртали луѓи Сајбине и после ги обесив Хамана со помош Сајбин. Царица Естера куртали луѓи нејзине и Мадрак беше многу задоволен од на. Мои пријатели, Естери имаше срце да умре за да куртали луѓи нејзине. Језус не волив многу што умрев за да не куртали нас, да ни даде живот друг, век нам. Сега може да гледате и слика 13 број. Даниел и другари негове. Во слика видиме Даниела и 3 другари негове. Они биле хебреи. Они биле пратене во град Бабилон од противници њине. И они биле таке подморане да учит језик и закони бабилонске. Даниел со другари негове не сакале да јадат леп царов. Биле против закони хебрејске. Они знеле се ли требе да знаат закони Богов и да поштои Него. За они тражиле за да пиет вода и да јадат јемиш. Човек што ги чуваше овие 3 робине, имаше страсели они че му се разболет. Бог служив за нji и они се направиле мужи најзнахене во Бабилонија. Сега, пријатели, ќе гледате слика со број 14. Даниел и царот Бабилонија. Царот Бабилонија видо еден сон еден ден. Он ги викна сви луѓи учене за да ги каже сон. Туку ни еден не можеше да му каже и да му преврати. И тога он сакаше да ги убие нji. Даниел и другари негове се молиле ке Бога за да му кажат што значи овој сон. Има еден Бог во небо, што кажуе страхој. И Бог му откри цару се ли што ќе биде подоцно. Во сон цар беше видев све царојне од дуња. И он подоцно беше видев една царојна голема, што он каква га одвој свена. Она беше царојна Богова, што судише све. Ка разбра цар што значи овој сон, он беше многу задоволен со Даниела, човек знан, куртали и после он се напре говернатор во град Бабилонија. Сега ќе гледате слика со број 15. Знак од злато. Кажува многу време напред цар Небука Ненадасер напред едно нешто големо од злато што зјаеше. Беше 11 метра длго и 9 метра дебело. После прати лав во све земна, се ли све царој требет да пофалит што направив. Ка имаше музика. Сви водници треба да го вратит наопако и да го поштујет оваа статуја и сви само не Шадрак, Машак и Абед Негосе. Они не сакале да се навенет пред оваа статуа. Сви тоја мужи рекоа, мие не се венеме. Бог што мие му се венеме, само njemu велит. Не слушајте никого другого, само мене. И он има снага да поможе и ако мие грешиме. Сега ќе гледаме слика со број 16. Фурна во плавен. Цар Набуканасар се разлюти, он ги подмора аскери негове за да ги фрлит сви тројца
мужи во фурна со оген. Одма рече Бог, отиде на место. Али нешто чудно се направи. Кога цар отиде да види во фурна, он виде се ли мужи ода све наоколу фурна и али шта не ги беа изгорене, они не беа попарене нигде. Нели ги врзаме, нели ги фрлиме во оген, праша цар. Полете 4 душе одит све наоколу фурна, цар викна. Шадрак, Мешак, Абединего. Ниеден Бог другу не може да ги куртали луѓи, ваки ка што се курталиле, ка што Бог гим прае. Слика со број 17. Даниел го слуша Бога. Даниел го волише Бога и му се молеше njemu 3 puta на ден. Он работеше многу за цара. Он беше еден измеша верни. Ваки цар Дар сакаше да стај Даниела да контролиша све цароње. Али водници негове му бија љубоморне и сакаа да му створи Даниелу проблеми. Извадите еден закон, му рекле цару. За сви да не се молит никому, само тебе за 30 дена. Цар помисли, се ли овие едно нешто хубаво и потпиша закон со работа негова. Свакој што не разбира, ќе се фрла во рупа со лавој. Даниел се врати дома и напрека што правив. Сваки ден, он се моля Богу, ништо не може да опре него за да служи закон Богов. Противници негове го чуле него и јавиле Даниела ке цара. Сега ќе гледаме наше другари слика со број 18. Даниел во рупа со лавој. Цар беше се почудив што овие персони видео Даниела скрши закон. Али сам не могов да мена закон. И ваке Даниел го фрли во рупа со лавој. Цар реко: Даниел, Бог нека биде со тебе. Он не знаше што да прави друго. Цев ноќ он помисли: ај хубаво Даниел. Рано во сабајле, он идеше да пола ке рупа. А мислила сајбија за него, праша он. Што се страдува кога Даниел му врати? Бог пратив енџел негове да затворит усте од све лавој. Ја не сум къснат. Цар беше препуно страдуван. Извадите Даниела од рупа, гим реков он. Бог Даниелов е он, што требе да се молиме. Он куртали Даниела од лавој. Пријатели му е, ние не требе да се плашиме никому, се ли нема ништо да ни се деси, ако ние веруваме ке него, што он е Бог, жив Даниелов. И ако човек сака да не убие нас, ние имаме, веруваме на Језу Христа, што него го створи Бог за да ни даде живот после мрешка дури век. Сега ќе гледаме слика со број 19. Нехемија пред цара. Нехемија беше јухда, што верува на Бога. Он живив во Бабилонија после Даниела. Јерузалем му е порекло од старе. Јерузалем беше цев исторан и јуде што они живеј туе имале проблеми. Немија беше измесар царов на тија време. Еден ден Немија му служише вино цару и цар го праша него: зашто се видите толку уплашене? И после Немија му кажа цару за Јерузалем и од Јуде. После цар му реко: што тражиш? И тога Нехемија замола Бога во себе и му реко цару: ме прати во град од прве старе мује, за да го напрем Јопе ка што бив мој град.
и Бог му учи на njemu кашто ги потражив. Сега ќе гледате слика со број 20. Нехемија го контролиша град Истуран. Бог го пратив Нехемија во Јерусалем. Град од противници беше сисурав, Зидој и Немија му реко: Бог ќе не поможе, за да го напреме Јопе зид. Мие не се даваме. И он реко: Сви е на работа да се праеме. Противници од луѓи богове се мучиле да работат, ги истурале. Они ги смијале овие луѓи, али луѓи богове не се удале. Сега ќе гледате слика со број 21. Капрале Зидој. Они работале за да напред Зидој од град и после противници рекле: Мие ќе ратуеме ако вие ќе не опирате работа. Овие реч ги уплаши луѓи богове. Нехемија ги реко ним: Немој да имате страх. Бог тражи за да мие ги направиме овој Зидој од Јерусалем. Он ќе не поможе за да завршиме све работа. Вие треба да работате со една рука, али со рука другата да чувате сабла. И луѓе решиле да бидат и срчне и за да радит, и да направат работа. Противници па ни дошле туе и на крај Зидој од град си завршиле. Сега ќе гледаме слика со број 22. Езра вели: Разберите. Луѓи богове. Све луѓи богове се собрале заедно во нове Зидој од Јерусалем. Они прашале Езра, привта што ги читаше речој богове, он ги мишита со голем глас. Фала Богу, они сај бија најголема, што он се разбрале речој негове, мие се правиме највеселне. Ка чуле реч Богов, некој од ни почеле да желае. Знаеле се ли они не сакале да знаат за закон Богов и за овие Бог прати луѓи за да го истураат град. И за овие јуде се попишманиле и решиле за да одит по Бога. Нехемија ги реко ним: Немој да се мрзите, се ли радуене Богово, ќе биде сила ваша. Мои пријатели, а имете вие радуене. Бог нам ни дава радуене, ка мие ќе веруеме на Бога. И ка ќе чуеме Него пратене, речој Библија, и примае да ви речеме, сели, и вие можете да го познате Бога нехамин. Сега ќе гледате слика со број 23. Језус на крс. Има нешто за да познеш Бога. Бог ни пратив Сина Негово, Језуса, за да ни каже како е пут. Језус умре пред многу години и он прави многу нешто хубаве и многу поможав луѓи. Он ваќе ни кажа за како да можеме Бога да го задоволиме. Али мие не правиме таке. Мие има многу грехој за Бога. Сме умреле со душа. Бог што куртали Елија, Даниела, па и друге, Бог не укуртали Језуса од мрешка, али стај човека најслабо го за да го крсти на дрво. Језус го направи оја и зе казна од све греој зашто не волише многу нас. Језус е пут за као мие да идеме ке Бога и да му се молиме за да ни поклони која мие грешиме. Од Језуса душа наша оживела. Мие можеме да познаме Бога и од радост ако мие остаеме за Он да биде Бог наш. Сега ќе гледаме слика со број 24. Језус не учи за длги век. Мои пријатели, живот е прилика од тој пут што он се види многу убав
и прав, а таа путиште не носи право на мрешка. Сви мислиме се ли ние сме остеле Бога од пута и сме удале по путој од Сотоне. Тој пут што ние сме одале не носи на мрешка дурвек. Језус пратив од казна, умрев за да не куртали од оваја казна што била, да не онесе на мрешка дурвек. Језус не куртали нас од мрешка. Таке када ни стај и панцер и да не куртали душа наша, за да не умреме за век. Ми овија панцер треба да го потребеме свекако, да ги истураме лаже сотонске. Мие треба да се молиме Богу, да збориме со Него и да прашаме со Него, ако мие нешто сакаме, да правиме и ваке, ако мие да работаме заедно, мие ќе добиеме со Сотоне и ќе имаме добивка против грехој.